Сакаме да ви представиме кабината за електростатско фарбање на прашкаста боја, производство на термостат во Виница. Самата кабина се состои од неколку сегменти и тоа е самиот работен простор, кој за оваа кабина е со големина 2 пута 1,80 м пута метар, циклон, заедно со вентилаторска единица и специјални антистатик филтри. Во склоп на кабината мора да има и уред за електростатско фарбање, односно електростатски пиштол, кој ја наелектризирува бојата позитивно и ја нанесува на предмет што се третира. Ово може да го видите преку нашата мала демонстрација. Значи, ово е пример за фарбање на радиатор. Наидеално е фарбањето со притисок негде помеѓу 1 и 1,2 бара. Воздухот мора да биде чист од сите масноти и води. Исто, бојата мора да биде добро флуидизирана, без никаква влага, односно таа мора да се однесува како течна. Еве сега може да видите како се однесува кабината при шприцање на пиштолот. Значи, главната финта и улога на кабината е целиот вишок на боја што ќе го испарли пиштолот да го прибере во елементите што се наменети за тоа. Значи, еден одреден процент од бојата што не се зафаќа за предметот паѓа во самиот работен простор, а бидејќи кабината е изградена од антистатички материјали, а бојата е веќе наелектризирана, бојата лесно се собира рачно и со едноставно просејување се враќа на повторна употреба. Значи, тоа е негде околу 50% од расторената боја останала во самиот работен простор. Чистењето може да се изведе на повеќе начини, како што гледате може и со обична четка, зависно од потребите и од начинот на кој е навикнат да работи операторот. Вториот сегмент кај што се собира бојата е циклонот. Тоа го гледате сега на оваа снимка, значи овој сегмент е подвижен дел во состав на циклонот кај што се собира околу 95% од бојата што ја прибира самата вентилација. Исто и таа боја е погодна за повторно враќање со просејување на повторна употреба. И сега доаѓаме до чистење, односно тековно одржување на филтрите. На овие специјални антистатик филтри тие се едноставно чистат со протресување, а тие околу 1% од бојата што ќе паднат во оваа фијалка што сега ја покажуваме, тоа е фактички бојата. Таа боја е неупотреблива и не е погодна за враќање назад на користење.